Реков во еден поширок контекст се поставува прашањето дали сега некој се обидува да го престрои судството одново во интерес сега на новата извршна власт. Да, јас на неколку пати во интервјуа и на некои средби со Мировниот фактор истакнав јавно дека стравувам од евентуалниот клиентелистички пристап на судиите кон владата, но за сега јас тоа го кажувам во однос на стравување и алтернатива дека тоа е можно. Сите стравувања одат кон тоа да можеме во иднина да очекуваме еден таков пристап, но за сега сметам дека колегите се воздржани, да кажам, во однос на професионалното постапување, но ќе најдеме и на ситуации кои ќе се совпаѓат со некои тенденции, например, на обвинителството, специјално или редовно, на некои заложби од надвор и таквите идентични можеби одлуки кои ќе наликуваат на тие тенденции, не би требало амблок да се прифатат како гравитирање кон власт или кон гравитирање кон промена на таа позиција. Една таква ситуација која што предизвика такви реакции беше последниот избор и промоција на судии во судскиот совет и во рамките на овој форум, на оваа телевизија беа коментирани тие избори и имаше коментари за тоа дека судскиот совет се поставил сега да одработи во интерес на новата влада. Да, вие имавте доста критичен пристап кон тој процес и мене ме радува тој факт. Ме радува таа јавна дебата која се развива по однос на овие евентуални пропусти на органите надлежни при избор, именување и така натаму. Бидејќи никој не сака да се повторат состојбите кои што беа порано. И ние излеговме, јас лично излегов со изјава, но и вчера на управен одбор се потврди мојата изјава, односно заложба, да се внимава при одлучувањето во почитувањето на законските одредби и воспоставените процедури. Што значи тоа? Да кажеме, главната забелешка беше дека судскиот совет ја напуштил својата пракса, која што видовме дека и покрај тоа што законите не се докрај јасни, сепак е втемелена и во законите, а тоа значи да се избираат и промовираат оние кои што имаат најголем број поени. Независно од тоа што и системот за оценување имаше многу критики, независно од тоа што во минатото и самото оценување беше манипулирано. Точно. Значи, тој пристап беше втемелен веќе, пристапот на бројки, кој беше приоритетен при одлучувањето, но јас сум поборник да се гледат и други аспекти, и покрај и пошироки аспекти, и покрај строгата законска регулатива која упатува на тоа, но секогаш органот кој одлучува, како што, например, кога одлучува еден судски совет при некоја пресуда, мора да ги образложи своите одлуки. Значи, овој пат судиите останаа разочарани, имаше многу забелешки до Сдруженијето на судии и покрај тоа што ние немаме некаква извршна моќ, надлежност над судскиот совет, но тие го искажаа својот револт и преку некои директни постапувања наспроти Сдруженијето, ние констатираме дека судскиот совет треба во најмала рака да ги образложи одлуките, но сепак треба да ги има предвид сите досегашни постапки при избор и критериумите кои ги почитувале.